денеска во моментов е време да го започнеме и првиот разговор во студио, а ќе потсетам дека денеска 25 ноември се одбележува меѓународниот ден на елиминација на родово базирано насилство и насилство воопшто, така што во продолжение ќе разговарам со моите први гости на оваа тема, односно госпоѓата Весна Ивановска-Кастарет, која што е раководителка на канцеларијата на UN Women во Македонија, и секако Димитар Димитровски, комуникацијски аналитичар исто така во UN Women. Добре дојдовте и ви благодарам многу за издвоеното време утрово, што ќе зборуваме на вака важна тема и што ќе ни откриете што е во вашиот фокус на работа за овие 16 дена активизам кои што всушност ќе ги најавиме. Добро утро и благодариме за поканата. Благодариме за поканата. Господја Весна, ќе почнеме со вас, односно првото прашање на што се фокусира овогодинешното одбележување на овој 25 ноември и самата кампања која што вие веќе подготвена. Знаете, кампањава која што ја најавивте 16 дена против насилство, вржените и родово базирано насилство, треба всушност да е 365 дена кампања која што ние како канцеларија на Обединетите нации за јакнење на жените и родова еднаквост ја правиме всушност преку нашата работа. Ја подигаме свеста. Се дава гласот за тие што немаат глас. Со колегата сме дојдени за да објасниме малку повеќе за нашата работа, да објасниме малку повеќе за насилството како такво. Јас би го замолила да објасни од гледна точка комуникацијска како всушност кампањава допира до граѓаните. И како допира до граѓаните, Димитар, но и како всушност овогодишната кампања се надоврзува на претходните години. Каква е замислата? Секако, Симона, ова е кампања која што 11 години се спроведува во нашата земја и токму затоа и всушност реактуализираме самата тема за родово базирано насилство секоја година во овој период кој што веќе го напоменавме. 25 ноември меѓународниот ден за елиминација на сите форми на насилство врз жените и девојчињата, па се до 10 декември кој што е меѓународниот ден на човековите права. 2023 година се инкриминира различните форми кои што постојат на насилство, со тоа и се проширија и дефинициите во однос на како ги третира нашето законодавство. Па во рамки на тоа се обидовме изминативе години, а вклучително и годинава, да ги опфатиме повеќето форми на родово базирано насилство, се со цел нормално да едуцираме публиката, но и да ја вклучиме за да ги препознаеме и да можеме активно да делуваме на истите. Интересно е дека кај нас формите на насилство колку толку некои се препознаваат, некои помалку се препознаваат и затоа токму фокусот оваа година на тоа да ги препознаеме оние поневидливи форми на насилство, да кажеме од типот на економско насилство, психолошко насилство, значи технолошки фасилитирано или технолошки овозможено насилство кое што се случува во онлайн просторот, а секако и понатаму доколку не се третираат овие форми на насилство се прелеваат и во физичкиот простор. Секако спомена во самиот одговор дека 11 години пред се одржуваат и се прават вакви кампањи, дека веќе дел од формите на насилство се препознаваат, но господја Весна, дали доволно е препознаено во нашето општество кога има родово базирано насилство и насилство кај жени и вообичаено кои се најпогодени форми од овие кои што веќе ги наброивме? Видете, насилството, за жал, и тоа што е препознаено, не е доволно, не се разговара за него, не се пријавува доволно или доколку се пријави нема следење од страна на институциите за да може жртвата да се охрабри понатаму да пријавува. Исто така премолченото насилство од сведоците кои што сите ние можам да кажам дека сме слушнале или некогаш може и сме посведочиле на некоја форма. Значи, кажа колегата дека има многу форми. Насилството пред се расте со нееднаквост, со непочитувањето, со вкоренетите стереотипни размислувања и предрасуди кон улогата на жената. Економското контролирање, дали ќе се дозволи да се образува девојчето па да работи жената понатаму, или ќе се контролира приходот. Значи, тоа е еден вид насилство каде што економски зависна жена не може да излезе ни од тој круг на насилство. Потоа психолошкото и емотивното манипулирање се форми кои што не се многу препознаени. Изблици на љубомора кои што потоа се прелеваат во форми на било какво насилство и
физичко кое што го препознаваме, сексуалното и така натаму. Но осудувањето на жртвите го спомнав и само да како илустрација дека само 2% од насилството врз жените и родово базирано насилство со посериозни последици се пријавува. Што многу значи фактот на двојно виктимизирање на жртвата, па непрепознаните форми сега во светот на интернет и дигитализација. Говорот на омраза на социјалните медиуми можеме да видиме што се случува. Сите можеме да прочитаме. За било која од нас може да се случи да слушнеме и тоа е нешто кое што мора да се осуди, а исходи со смртни случаи, односно фемициди, исто така сведочиме во последно време. И секако поранливите категории на жени. Жените не се слаби, туку поранливи категории кога општеството или заедницата ги прави да се поранливи, тие секако се и поизложени или подолго ќе бидат во тој циклус на насилство. Претпоставувам дека во кампањите кои што ги спроведувате, многу ви е важно да имате и човечка приказна, веројатно од аспект на тоа дека треба што повеќе и поемотивно да се допре до општеството и буквално до секој од нас, иако во други земји можеби и нема потреба од доловување на личната приказна и насилството кое што една жена го претрпила. Зошто е толку важно кај нас да се слушне од прва рака, ако може така да се каже, и колку тоа ги охрабрува останатите жени кои што се жртви на насилство? Секако кај нас битно е да се земе предвид и човечката димензија на она што се случува, бидејќи кога зборуваме за насилството, обично на пример фокусот секој пат е на статистиките и на бројките. Меѓутоа зад тие статистики стојат човечки приказни и токму доколку ја слушнеме приказната од прво лице, многу поинаку допира до нас, за да можеме да преземеме некаква акција. Многу е поразлично кога ќе ја слушнеме приказната покрај оние бројки кои што стојат зад самата таа приказна, за да можеме подобро да ја разбереме и да видиме со што точно се соочуваат оние кои што го преживуваат тоа насилство, за да можеме да ја развиеме и онаа емпатичност, за да можеме да ги сослушаме и секако нормално и да делуваме на крај. Оваа година, заедно со семејството на агенции на Обединети нации, делегацијата на ЕУ во земјата, како и мисијата на ОПСО во Скопје, вклучително и со голем број на локални амбасади и граѓански организации, фокусот го ставаме на кампањата која што под мотото е промени ја приказната, спречи го насилството, во оглед на тоа што и самиот настан кој што денеска всушност се случува на економскиот факултет, тоа ви е главниот настан. Би сакал да ги поканам гледачите, нормално доколку можат да дојдат да присуствуваат со почеток од 6 часот, а на економскиот факултет ќе имаме серија на социјални театри, форум театри, со цел да овозможиме платформа за диалог, препознавање на тоа насилство и нормално креирање на промени во заедницата. Освен како поддржувачка публика, како јавноста може да се приклучи и активно да учествува во сето она што вие го работите, затоа што целта на крајот е таа да може самите граѓани и да препознаваат, иако не се директно вклучени во ситуацијата со жена жртва на насилство, како може во вашите кампањи активно да учествуваат? Секако, самите граѓани, покрај почетниот настан, кој што само што го споменав, кој се случува денеска, во текот на овие 16 дена ќе имаме повеќе настани кои што ќе се случуваат во повеќе градови ширум државата и во таа насока може да се вклучат преку нивно активно учество, присуство на самите настани, меѓутоа и дополнително преку дополнителна информираност, едуцираност и реакција кон надлежните институции. Сите ние имаме улога како активни граѓани, штом препознаеме некаква форма на насилство, да делуваме, бидејќи насилството честопати и во нашето општество се третира како приватен проблем, меѓутоа тоа не е приватен проблем. Тоа е општествен проблем кон кој сите ние имаме одредена одговорност и за да можеме да ја поттикнеме таа промена, потребно да зборуваме. Токму онаа платформа за диалог, за промени и начинот да ги препознаеме овие форми, затоа што многу често се случува да зборуваме за насилството кога веќе е предоцна, а ние би сакале да го адресираме кога е во најрана, например, форма или најрана фаза, за да може истото нормално да се препознае, за да не делуваме тогаш кога е всушност премногу доцна за истото. Да, има неколку случаеви кои што имале задоцната реакција и веќе било прекасно. Дали забележувате и во тие моменти дека се уште повторно, особено на социјалните мрежи, постои осуда и предрасуди кон самата жртва? Тоа јас пред малку и спомнав, од незабележливите форми кои што ги кажавме за насилство до тие највидливите, да,
има осудување, има прашања од типот на што правела, како го заслужила тоа, или дури некогаш и се вели па добро се случило, значи. Нема свест, нема совест, на моменти се гледа кај дел од луѓето дека насилството не го сваќаат дека е насилство. Колегата спомна дека често пати се смета дека тоа е семе на расправија или тоа е меѓу најчесто мажот и жената или не е така. Значи една личност да повреди друга личност на било кој начин, тоа е најсериозно прекршување на човековите права и голема форма на непочит, голем израз на непочит, а од тука се раѓаат сите други